Пензионерите повторно се клучен предмет на социјално-политички интерес. По ВМРО ДПМН е денес премиерот Димитар Ковачевски, освен нови покачувања за нив најави и помош за плаќање на струја. Во овој контекст Ковачевски потврди зголемување на пензиите, но претходно е потребна комплексна анализа која ќе овозможи тоа да биде долгорочно и стабилно. Веќе работиме на методологија која што ќе овозможи одржливо и долгорочно зголемување на пензиите, бидејќи пензионерите се оние кои што заслужуваат после толку години изминат труд и кои што дале голем придонес во развојот на нашата држава да бидат наградени, односно да имаат достоинствени пензионерски денови. Освен зголемување на пензиите, Ковачевски најави и пакет помош за пензионерите. Денеска можам да најавам дека во светло на енергетската криза и во светло на економската криза предизвикана од енергетската криза, дека веќе работиме исто така и на пакет помош, односно на финансиска помош за пензионерите, која што ќе ја определиме врз основа на анализи и која што ќе им биде дадена на пензионерите за полесно справување со енергетската и со економската криза. Големите планови за пензионерите се спас во последен момент, бидејќи новите цени на основните артикли, струјата и воопшто зголемените животни трошоци нив ги сместија во најлоша положба досега. Не може да преживееш. Тешко. Не. Па скапо е, мали пензиите. Нема каква пензија. Каков живот на умираме ние, живот питате. Интересот за пензионерскиот стандард се случува во последните 20 на дена откако најпрвин од владата минимално ги зголемија пензиите, пошто тие реагираа гласно не можејќи да се справат со високите цени. Пред неколку дена ВМРО ДПМН предложи 20% зголемување на пензиите, а сега премиерот за нив ветува и дополнителен пакет на помош.